Среќен сум што доаѓам во Тетово после 44 години, зашто одов да имам спомени за цел живот. Вака Момо Илич, кој во периодот од 1974 до 1976 година го водел фудбалскиот клуб Тетекс, го започна разговорот со нас. За него тоа е најубавото време кое клубот го имал во својата историја. Iza mog odlaska Teteks je ušao u prvu Jugoslovensku ligu i šteta što nije ostao u toj ligi. Međutim, po meni fudbal u Tetovu i u čitavoj Makedoniji je u ono vreme bio bolji nego što je sada. По моето заменување Тетекс влезе во првата Југословенска лига. Штета што не остана таму. По мене фудбалот во Тетово и во цела Македонија во тоа време беше подобар од сега. Мислам дека тоа е неповратно, барем од она што сега се случува во Тетово, што е голема штета за младината и за развојот на фудбалот во градот. Овде постојат клубови во првата лига во Македонија, но Тетекс и Љуботен се практично историја на градот. Македонија, додуше Тетекс и овој други клуб, samo da se setim, drugi klub na Tetovo, Ljuboten, su praktično istorija ovog grada. Љуботен наредната година ќе слави 100 години постоење и голема штета е што спортските и политичките работници во градот не го чувствуваат тоа, за да помогнат на клубовите за повторно да се развијат, исклучиво за децата, кои треба да играат фудбал да бидат здрави. Način koji će da pomogne klubovima da se ponovo razvijaju, da opstanu i tako dalje, isključivo zbog dece, zbog omladina koja treba da igra fudbal, da bude zdrava i tako dalje. За време на неговиот краток престој во Тетово, вели, имал желба да го види стариот стадион, каде тој со своите играчи ги одржувал тренинзите. Гледката за него bila tažna. Igralište onog vremena je bilo napravljeno tako što smo mi pozvali ekipu iz Beograda, Partizanovu, koja je došla sa mašinama i sa šare je skinuta površina travna i napravljen je potpuno travni teren nov. Игралиштето во тоа време беше направено, што викнавме екипа од Белград кои дојдоа со машини од шара, откинавме тревна површина и направивме потполно нов терен со трева, како и помошен терен со иста таква трева. Ова што денес го видов, благодарение на Љупчо Перински, е длабоко разочарување и длабока тага. Ова не смело да го дозволи никој, ни градот, ни општината, зашто клубовите тука ја создаваат својата историја. Да се направи нешто што е у овом тренутку џубре. Да се направи нешто што во моментов е ѓубре. Ги молам сите, и градот, и општината, и спортските работници, овој терен да се оспособи повторно за децата и младината во градот. Посебно желим да поздравим граđane Tetova, gde sam ja proveo 2 nezaboravne godine sa utiscima koji ostaju za čitav život, divni utisci. Jedan od njih je moj, ako mogu da kažem, veliki prijatelj i najbolji prijatelj u životu, to je dr. Rasko, koji je bio zaljubljenik u sportu, prvo fudbal, a onda odbojka. I mislim da takvi ljudi u ovom gradu moraju ponovo da se, ako ne drugačije, da se pojave, da bi sport krenuo svojim putem, isključivo zbog dece. I ponavljam, isključivo zbog dece. Nikakav drugi razlog ne postoji. Во разговорот со него почувствував среќа што му е гостин на Тетово, истовремено и разочарување. Го запрашав што тежи повеќе на неговата емотивна вага. Ako stavimo na vaga, ja sam, gledajući u ovih 7-8 dana, Tetovo postao maltene mali Velegrad. I to me posebno drago mi je i raduje me i tako dalje. Шетајќи низ Тетово во овие 7 до 8 дена, оценив дека станал голем и урбан град, и тоа посебно ме радува, но одредени работи треба да се свртат во позитивна насока. Postavljam pitanje gradu gde deca i omladina mogu sebi da nađu prostora za igru, za život. To ne postoji. Поставувам прашање на градот, каде децата може да најдат простор за игра за живот. Улиците се преполни со автомобили, децата немаат парче тревна површина за нив и за родителите. Да она уживају sa roditeljima, sa majkama i tako dalje. Mislim da je to pod brojem 1 zadatak, to je moj savet i molba na sve ljude u ovom gradu, prelepom gradu, da pokušaju da pomognu svojoj deci i svojoj omladini. Господинот Илич денес си оди од Тетово со измешани чувства. Се поздравивме со договор за следно гледање наскоро.